Следовте на Слободен печат. Продолжуваат немирите на Блискиот исток. Еве што има ново во светот и кај нас дома. Нови сирени за воздушни напади се огласија изутринава во Израел и во Кувајт, откако Иран започна со нов напад со балистички ракети. Предупредувањата се активирани во бројни населени места во Горна Галилеја. За сега не е јасно од каде потекнуваат дроновите. Како што информираат медиумите, Тел Авив веднаш возрати со воздушни напади врз цели во Либан, откако Хезболах претходно испука ракети врз Хаифа. Во меѓувреме, американскиот претседател Доналд Трамп најави дека американско-израелските напади врз цели во Иран би можеле да траат со недели. Израел изутринава изврши силни воздушни напади врз јужните предградија на Бејрут, кои се под контрола на Хезболах, откако групата поддржана од Иран лансираше ракети и беспилотни летала кон Израел. Нападот на Хезболах дојде како одмазда за атентатот врз врховниот лидер на Иран, Али Хамнеи, пишува Гардијан. Жителите на Бејрут беа разбудени во 3 часот утрово од десетици експлозии, додека Израел гаѓаше 3 различни локации во јужните предградија на главниот град. Детонациите ги тресеа прозорците низ градот и се слушаа на километри. Во синоќешните израелски напади врз Либан загинаа 31 лице, а 149 се ранети, објавија француските медиуми, повикувајќи се на податоци од Ливанско министерство. По нападот, реки од луѓе почнаа да бегаат од Дахие со автомобили и пеш. Редови од возилата се формираа пред бензинските пумпи во јужниот град Тир, додека жителите се упатуваа кон север. Автопатите што водат кон Дахие до центарот на Бејрут беа преполни со скутери и автомобили што се движеа преку урнатините од нападот. Израел во свој стил нападна болница во Техеран. Пациентите се евакуираат од страв. Објектот е претворен во урнатини. Израелските воздушни напади ја погодиле болницата Ганди, лоцирана во северниот Техеран, што представува дополнителна ескалација на американско-израелската воена акција против Иран. Операциите продолжуваат и во неделата навечер, при што експлозиите се слушаат во делови од иранската престолнина, предизвикувајќи страв од нови цивилни жртви и уништување на клучна инфраструктура. Нема опасност за безбедноста во Македонија. Ние не сме во моментов изложени на нестабилност, ниту има опасност по безбедноста внатре и во регионот, изјави претседателката Гордана Силјановска-Давкова по завршувањето на седницата на Советот за безбедност. Состојбата во моментов е стабилна и безбедна. Тоа е генералната оценка од синоќешната седница на Советот за безбедност, кој расправаше за безбедностната состојба во Македонија по војните действија на САД и Израел кон Иран и иранските напади кон земјите во Персискиот залив, во кој има американски бази. Расте бројот на македонски државјани кои пријавуваат дека се затечени во загрозените подрачја на Блискиот исток. До сега повеќе од 150 граѓани се обратиле до амбасадите во Тел Авив, Доха и Абу Даби за информации и можности за евакуација. Со сите нив се одржува постојан контакт, а доколку се пријават за евакуација, Министерството за надворешни работи ќе преземе подготвителни активности за нивно безбедно враќање. За дополнителни информации и помош на располагање е СОС дежурен телефон од амбасадите. Денеска ќе се знае за колку ќе се зголеми минималецот. Денес ќе се одржи седница на економско-социјалниот совет, на која една од клучните точки на дневниот ред ќе биде просечната потрошувачка кошничка. Како што информира министерот за економија и труд Бесар Дурмиши, владата ќе ја изготви кошничката, но се уште се очекува став од работодавачите и синдикатите. Таа повторно ќе биде разгледана со цел да се отвори дискусија и да се финализира врз основа на реални податоци од релевантни институции. На истата седница се очекува да биде соопштена и точната сума за зголемување на минималната плата. На 28 февруари оваа година во СВР Скопје 25-годишна жена пријавила дека на 25 истиот месец на подрачјето на Скопје била физички нападната од нејзиниот поранешен сопруг МВ 26 годишен. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот.
Уште еден случај од хрониката. На 28 февруари во 23 часот на подрачјето на Шуто Оризари во Скопје, полициски службеници од СВР Скопје го лишиле од слобода ЗИ 49 годишен од Скопје. Предходно било пријавено дека тој со тврд предмет ја оштетил влезната врата и искршил повеќе стакла на зградата на општина Шуто Оризари. По целосно расчистување и документирање на случајот против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. Цените на нафтата скокнаа, а акциите паднаа додека воениот конфликт на Блискиот Исток се закануваат да го наруштат глобалното економско закрепнување и можеби повторно да ја разгорат инфлацијата. Цената на американската сурова нафта синоќа се зголеми за дури 8% на околу $72 за барел, а подоцна се стабилизираше на $71. Суровата нафта Брент, која служи како глобален репер, првично скокна за повеќе од 12% на околу $82, но подоцна се сведе под 78. Трговците проценуваат дека сегашното нарушување на пазарот ќе биде релативно краткотрено, меѓутоа останува значителна неизвестност околу обемот и времетраењето на војната. Иран најави повлекување од светското првенство во фудбал по американските и израелските воени напади. Доколку Светската фудбалска федерација одлучи дека Иран нема да настапи, неговото место ќе припадне на некоја азиска селекција. Во игра се две опции и тешко дека ќе се оди надвор од тие рамки. Првата можност се Обединетите арапски емирати, кои во квалификацијската група завршија на третото место. Втората опција е Ирак. Британското министерство за одбрана потврди дека британската воена база на Кипар била нападната со дрон, при што била предизвикана минимална штета и немало жртви. Истрагата е во тек за да се утврди од каде бил лансиран дронот. Нападот врз базата Акротири се случи неколку часа откако Велика Британија им дозволи на САД да ги користи британските воени бази за напади врз Иран. Сега е време да почнете да размислувате за купување на нов телефон. Се очекува најголемиот пат на пазарот на паметни телефони во историјата. Глобалните испораки на паметни телефони ја завршија 2025 година со ниско едноцифрен годишен раст, поттикнат од подобрените макроекономски услови и солидната побарувачка за време на празничната сезона. Сепак, според најновото истражување, пазарот во 2026 година ќе се соочи со силен пресврт, со прогнозирано намалување на испораките од 12,4% во однос на претходната година, што би бил најостриот годишен пад досега. Опоравување се очекува дури кон крајот на 2027 година, кога ќе се појават дополнителни мемориски капацитети. За крај метео. Утрово најстудено со -6 степени во Бераво. Најмногу снег има на Попова шапка, 77 сантиметри. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб променлив ветер. Максималната температура ќе биде во интервал од 13 до 17 степени. Погледнавте вести, ви благодарам на довербата. Продолжете да се информирате преку slobodnpečat.mk.